Да, се враќаме во студиото. Како што најавивме, тука е господинот Љупчо Јаневски, поранешен директор на Агенцијата за туризам, исто така и универзитетски професор, консултант. Господин Јаневски, добро дојдовте во студио 10. Благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи на ТВ24. Да поразговараме за состојбата во туризмот, за туристичката стратегија, за тоа како стои земјава, бидејќи се појаваат некои информации дека работите во некои насоки одат и во надолна линија, дали е навистина така? Еве, што покажуваат податоците за изминатата 2024 година? Кои се трендовите? Благодарам многу за прашањето, доста комплексно кога е туристичката индустрија во прашање. Сепак сметам дека ако ги погледнеме резултатите од 2024 година од регионот, нашите резултати се на последното место. Односно, одвај во 2024 година ќе ги достигнем резултатите од 2019 година. Зошто го велам таа одвај? Бидејќи веќе регионалните земји како Грција, Србија, Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија во 2023 година ги надмина резултатите од 2019 година и со тоа покажаа дека се во многу подобра кондиција отколку нашата дестинација. Ако ги споредиме податоците во 2019 со 2024 година, до ноември месец, според Државниот завод за статистика и според Светската туристичка организација, бројот на туристи странски кои што имаме зголемување помеѓу 7 и 8%, за разлика од 2019, но она што мене ме загрижува е бројот на ноќевања, односно 2019 и 2024 година имаме пораст само 1,3%. Тоа покажува дека туристите помалку се задржуваат во нашата дестинација и дека традиционалните пазари се во пат. Тоа би било први показатели дека нашата дестинација старее, бидејќи секоја дестинација има циклус на развој, секако раѓање, промоција, раст и старење, а тоа се случува претежно кога имаме намалување или ги имаме истите туристички производи. 2019 ја земаме за репер бидејќи предпандемиска година, Така е и последната година која што ги имаше пикот на резултатите, најдобрите резултати. Во многу нешта 2019 година не можеме да ја споредиме со 2024, но можеме да ја споредиме во податоци. Зошто во податоци? Бидејќи секогаш би сакале да имаме нешто повеќе од тоа. Годините кои што помина, ние очигледно не успеавме да создадеме нови туристички производи, не успеавме да ја зајакнеме туристичката индустрија, да донесеме и да стартуваме нови инвестиции во туризмот, односно нови сместувачки капацитети, да ги подобриме постоечките и да донесеме светски брендови кои што ќе ја додадат Македонија на мапата во туристичката индустрија на светот. Да, вие напишавте во еден пост дека после долги години имаме најава за повлекување на Корендон, голем тур оператор кој носеше најмногу холандски туристи во земјава, најава за негово повлекување од Македонија. Значи, зошто ова се случува и каков импакт тоа ќе даде? Еве, една компарација, ако во 2019 година Корендон леташе секој ден во сезоната, односно 7 чартера во текот на неделата, отпочнувајќи од средината на мај до октомври, и во нашата дестинација сервисираа повеќе од 12.500 туристи, кои што останаа со пакети од 5 и 7 ноќевања, односно помеѓу 80 и 90 илјади ноќевања само од овој туроператор, оставајќи значителен девизен прилив во дестинацијата, тогаш можеме да заклучиме каков ќе биде импактот во 2025 година. Секако дека низ изминатите години, претежно и во 2024 година, требавме да имаме поголем број на контакти со истиот туроператор и да создадеме како дестинација повеќе производи кои што ќе бидат пласирани на тој пазар. Бидејќи очигледно е дека на холандскиот пазар веќе е заситен од истата дестинација Охрид. Можеби нашите туроператори, но и институциите требаа да, и сигурен сум дека имаше потреба да имаме разговори повеќе со менеджментот на Туј и на Корендон во Холандија и фокусирано покрај субвенциите да понудиме дополнителна можеби промоција, но и пакети од домашните туроператори кои што ќе бидат дадени како производи на тој пазар. Секако и
дополнување кои што ќе привлечат уште повеќе туроператори од Европа и од светот. Имено во 2019 година, буквално од моја страна, како директор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во соработка со Министерството за економија, пред стопанските комори, односно коморите за туризам и асоциациите, тогаш беше промовирани ефектот на субвенционирањето во Македонија, зошто истиот треба да се измени и насочи кон развој на домашните туроператори, бидејќи и до тој момент и сега не постои ниту една дестинација која што не го сменила системот на субвенционирање повеќе од 10 години, а се ова се случило во туризмот во изминатите 5. Автоматски, веќе системот на субвенционирање не дава никакви ефекти во дестинацијата и уште тогаш беше понуден нов. Зошто не беше прифатен? Бидејќи продолжија консултациите со стопанските комори и со Министерството за економија, за да се создаде еден одржив систем на субвенционирање, но самата пандемија го спречи тоа, но не е изговор зошто до денеска не е усвоен нов систем за субвенционирање, а веќе во 2023 година, на самиот почеток, беше усвоен нов систем на субвенционирање за стимул на домашните туристи и домашните туроператори, се со цел повеќе да имаме домашни туристи надвор од сезоната, односно да овозможиме просечна исполнетост на хотелските сместувачки капацитети на ниво на целата држава во текот на годината, се со цел да бидат многу порентабилни и да ги задржат сезоналните работници во текот на целата година, односно уште повеќе да ја намалиме невработеноста во нашата земја. Да, јас токму под вашиот пост за Корендор ги читав коментарите и најдов еден интересен коментар од некој кој очигледно е исто така добро упатен во работите каде што вие повторно таму одговарате, но еве за јавноста да слушне всушност тоа се аргументите и дилемите. Тој вели вака: повлекувањето на Корендор не само следствен резултат на низа години добивање на прилично ниска цена субвенција за туроператор, 65 евра по лице, па по кризата со короната и огромниот пораст на цените, хотелите беа принудени да ги кренат цените. Со кревањето на цените интересот падна, веќе 2 години интересот е скоро сведен на минимум. Ова е, претпоставам, поврзано и со субвенциите и со хотелите, повлекувањето за нив е чист бизнис и неисплатливост да летаат. За разлика од нив, тој секогаш имал повисоки цени и кај нив не се почувствува до таа мере покачувањето. Немањето на стратегија за туризам и засебно Министерството години наназад доведе до оваа состојба на летаргија и на можност за развој. Отприлика, дали се согласувате со овој коментар? Во дел да, во дел не. Зошто, бидејќи ако го погледнете правилникот за субвенционирање, моменталниот, ќе видите дека помеѓу 17 и 19 дестинации во светот имаат највисоката субвенција, од 65 евра по лице со 3 ноќевања, со доручик, во категоризирани објекти. Тоа кажува дека други одредени дестинации, како полскиот пазар, зима 35 евра. Еден од системите на субвенционирањето не е да ги привличеме со субвенции, тие субвенции треба дополнително да ги врземе со можеби со промоција на истите тие туроператори на нашата дестинација во нивната дестинација. Во овој момент ние даваме 65 евра и што добиваме за возврат? Генерално, ние стиснуваме средства во буџетот се со цел поголем број на странски туроператори да дојдат. Цената не е важна, бидејќи само холандските 2 туроператори летаат од Холандија, летаа и од Белгија, не го прават тоа повеќе и пред 2019 година, но и од UK. Туи во овој момент. Но ниту една друга дестинација која што воведе чартер линија, барем и во сезона за Скопскиот или Охридскиот аеродром. Се гледа дека мотивот не е цената, туку јачината на дестинацијата и тоа што треба да се интересот и атрактивноста на самата дестинација. Околу цените, сепак сметам дека нема висока цена во туризмот, туку што нудите за таа цена. Ако погледнеме дека во последните 5 години немаме ниту еден нов бренд во нашата дестинација, ако знаеме дека во Охрид уште немаме ниту еден светски бренд во хотелиерството и ги имаме имаме истата туристичка понуда како изминатите години со зголемени цени, и ако знаеме дека ниту еден проект на ниво на државата
не е субвенциониран нити изграден од страна на државата. Ски центрите се од таква состојба каква што се. Археолошките локалитети не се применети за туристите, односно не се прилагодени. Во голем број во изминатите години дури немавме ни кустоци, ни луѓе кои што објаснуваат што на туристите зошто е тој и што е тој, па дозволувавме историјата да ни ја крчмат и ни ја кажуваат некои други квази туристички водичи кои што дури не беа ни контролирани од никого и денеска не се контролирани што зборуваат во дестинацијата. Да, тоа многу често можеме да видиме во окрет групи на, еве да речеме, бугарски туристи, каде што сега имаме, нели, спор, каде што одат низ историските локалитети и им раскажуваат на луѓето буквално што сакаат. Во зависност од тоа какви се туристите, дали тоа значи дека имаме ние различни истории? Па ние сме земја со повеќе од 4000 археолошки локалитети, 4 национални паркови, повеќе од 43 езера, без разлика дали се природни или вештачки, повеќе од 68% од територијата со благи планини, прекрасна култура, етност, се она што можеме да го понудиме во овој дел на Македонија. И сега ние ќе чекаме од некој друг да ни ја заврши работата. Зар не можеше во точки на влада кои што беа дадени од страна на Агенцијата за туризам и каде што сме се бореле да се создаде туристичка инспекција како во регионот? Што сме се плашеле? Од тоа дека ќе купиме социјален мир? Не, затоа што ќе вработиме повеќе луѓе, а ќе дадеме, ќе го намалиме притисокот на хотелиерите и реалниот туристички сектор. Токму да се изброиме и да знаеме. Ако во 2011 година овој сектор во домашната економија втиснувал 0,2% во GDP, 2018 година 1,7%, а сме ја завршиле 2023 година со скоро 4%. И ако знаеме дека оваа индустрија, а според Светската туристичка организација, вработува помеѓу 32 и 35 илјади луѓе директно или индиректно, кои што работат за туристичката индустрија, а тоа представува 4,7% од вкупниот број на вработеност во државата, зар треба се тоа ние да го занемариме? За една туристичка инспекција, една туристичка полиција, се со цел да упатува и да им овозможува на луѓето. Што треба да прават? Многу едноставно. Во времето на дигитализација, ќе го земете регистарот од TripAdvisor, Booking, Expedia и ќе отидете кај тие луѓе и ќе му објасните комплетно со листите кои што мораме да ги добиеме од тие светски платформи, колку имаат промет и зошто не го направиле тоа. Едноставно, ретроградно да си ги втиснат парите во буџетот на државата, а потоа да се буниме зошто ова и ова не ни е направено. Всушност, поговорката вели, изреката, не судија државата за она што не направила за тебе, туку ти што си направил за неа. Знаеме од податоци дека во соседните држави, еве на пример во Грција, доколку вие издавате на Booking, дека тоа мора да е поврзано со државата, тоест локалната самоуправа или општина добива податоци директно од Booking за сите ноќевања, така да на крајот, да речеме, плаќањето на давачките или на данокот е неизбежно. Не можете тоа никако да го... Мислам, самиот Booking не функционира доколку не сте поврзани со општината. Кај нас делот хотелиерите го бараат тоа со години, но нема никаков напредок тука. Сме го барали ние како Агенција за промоција и поддршка на туризмот. Дали до сега сте сретнале вие некој податок да излезе од институциите кој што ќе каже да, според Booking направен е толку и толку промет. Според Законот за туристичка дејност, кој што е ватечки во Македонија, секој туроператор кој е со лиценца А и кој што работи дојдовен туризам, мора да има канцеларија со одреден број на вработени на територијата на Македонија. За нас е задолжен Booking кој што има канцеларија во соседна Бугарија. Каде се плаќа данокот? Кој го плаќа данокот? Какви се картичните извештаи и колку промет Booking прави во Македонија за кој што не знае државата? И колкав притисок врши тоа врз станоиздавачите, кои што не се под капа на државата, бидејќи немаме регистар, дополнително колку тоа влијае врз конкурентноста во дестинацијата и туроператорите кои што се домашни, бидејќи воопшто домашните туроператори не ја работат нашата дестинација надвор од сезона, бидејќи тоа го работи за нив
за хотелиерите некоја друга платформа. Се додека не бидеме ние чисто со тие работи и додека ние намалиме сивата зона која што според Светската туристичка организација изнесува повеќе од 45%, како сметаме дека ќе имаме развојна компонента во македонскиот туристички сектор. Ние резервираме на Booking и за македонска дестинација тука од Македонија, така за Македонија резервираме преку Booking, често го и правиме Booking тоа. ни зима провизија од 12 до 15%. Каде го плаќа тој данок? Да, и никој не се грижи за тоа воопшто. Јас се уште не сум добил податок ниту од ниедна институција, па и од Министерството за економија години наназад, колку данок платил Booking во државата. И колку промет. Да, во однос на субвенциите, од истиот коментар имам уште еден момент кој исто така треба да се дискутира. Се вели вака, наместо субвенциите да се даваат на хотелите, да може да инвестираат, да се развиваат, креираат понуда, тие се одлеваат во странство. Со работа од 4 месеци нема апсолутно никаква исплатливост за било каков развој, инфраструктура нема, патишта нема, тоалети јавни нема, ѓубре едно чудо, слуг за секторот исто. Тука е тезата во однос на субвенции за хотели и за подобра инфраструктура, се разбира. Така е, се сложувам исто така во дел, бидејќи ако знаеме дека ДДВ-то беше намалено од 18 на 5% на хотелите, тоа е 12% кои што беа субвенционирани. Како се реинвестираат тие средства? Знаете, многу пати кај нас во државата ние даваме одредена поддршка, одредено субвенционирање, даночно леснување. Но никаде, дури скоро никаде не се гледа, во тој момент не се кажува кој ќе биде ефектот на истите и каде треба да стигнеме со истите. Колку во меѓувреме колку хотели се изреновирани, колку се зголемени со звездички, колку имаат нови вработувања, колку генерирале дополнителен профит. Јас велам вака, ако потребни одредени мерки, како и во одредени други дестинации, во 2025 година К15 за сите вработени во државата да се даде во ваучери за туризам и тие да можат да се искористат надвор од сезона, односно во сезона за ски центрите. На тој начин директно ќе влијаеме во туристичката индустрија, а истите ќе бидат правдани со пребивање на данок, на добивка. Тогаш колкав ќе ни биде туристичкиот промет? И така К15 е дадено за луѓето не да одат надвор со тие пари, туку да ги искористат во домашните капацитети. Тоа е директна мерка која што државата ќе помогне само со една одлука. На тој начин сите средства кои ќе се реинвестираат, односно ќе имаме домашен извоз и рентабилноста на хотелите и хотелските ланци ќе биде уште поголема. Ако знаеме дека големите компании во Македонија, кои што претходно имале повеќе ланци во туристичката индустрија, сега половина им се затворени и не се реинвестирано веќе 20 години, тогаш не може да кажеме дека државата е крива. Да, може да впериме прст во незе кога инфраструктурата во прашање, можеме да впериме бидејќи досега не била флексибилна во визната либерализација како останатите земји, тоа треба да го во регионите треба да го земеме за пример. Односно, ако од 2025 година околу 450.000 кинески туристи ќе го посетат Балканот на познатите Бела Чао тури помеѓу 7 и 14 дена, кои што ќе започнат или од Белград, или од Загреб, или од Љубљана, единствена земја која што не ја посетуваат и која што во шега кажуваат дека е последна земја позади железната завеса е Македонија, бидејќи ние им бараме виза која што многу тешко можат да извадат во Пекинг, а дополнително не можат да извадат никаде во ниту една наша регионална амбасада. Или треба да чекаат за истата 30 дена за одобрување. Сега, сите останати земји со одредени билатерални одлуки, веќе тие визи за групните патувања на кинеските туристи и одредени азиски земји многу лесно ги издаваат во нивните конзуларни представништа или амбасади во регионот, се со цел тие туристи да ја посетат земјата. И замислете, 2025 година да можат да не посетат 45-50.000 кинески туристи, а ние за тоа да не потрошиме со фи нула презентација, бидејќи искрено кажано
тие нашата дестинација ја сметаат како балканска дестинација и секако ќе ја внесат како еден од мистичните производи во нивните тури и ќе останат 2 до 3 ноќевања во текот на годината. Генерално тие се групи на туристи, азијски туристи кои што ја посетуваат дестинацијата од октомври до мај и на тој начин ќе овозможиме поголема рентабилност на нашите хотели. Значи само со една административна одлука ќе го направиме тоа како што велите без никаква инвестиција. Без нема никаква потреба ни од инвестиција. промоција ни од ништо. Ако знаеме дека одреден број на туроператори од регионот во 2025 година ќе донесат помеѓу 30 и 45.000 туристи од Мексико, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот мора да има контакти со тие туроператори од регионот и да ја понуди Македонија. Заедно да создаде можности за B2B средби и за информативни патувања токму кај нас во државата на тие туроператори, се со цел да создадат производи и во нивното портфолио да ја додадат Македонија во тие кружни патувања. Верувајте, за нас, како што е за нас од Балканот, Мексико е екзотична дестинација, за луѓето и жителите на Мексико, Балканот е туристичка дестинација која што во наредните 5 години се повеќе и повеќе ќе има поголем интерес за јужноамериканските земји да го посетат Балканот. Да. Како гледате на промената на стратегијата за субвенционирање на авиопревозот која ја прави министрот Николовски, значи тој како што кажа, не се субвенционираат веќе авиокомпании, туку се субвенционираат одредени летови, значи имаме очигледно промена на стратегија. Мислите ли дека ова ќе донесе подобри резултати? Сметам дека јас се уште го немам видено системно субвенционирање, нити понderирањето која дестинација да биде субвенционирана, но сметам дека ево соработка со туристичкиот сектор и со туристичката фела во државата, во стручни и научни институции кои што ќе помогнат во сегментот на развој. Ја поздравувам линијата Истанбул-Охрид, која што дури беше заговарана и во 2019 година. Истата да отпочне бидејќи има потреба. Се со цел подобро поврзување на Охрид. Не само со Истанбул, него и со други останати дестинации во кои што може да лете. Исто така други. Амстердам, Скопје е фантастична линија која што ќе овозможи поголем број на холандски, белгиски туристи во текот на целата година да не посетат и да активира создавање на нови производи кои што треба нашите домашни туроператори да ги пласираат на тој пазар. За останатите линии, претежно за ниско буџетните компании, секогаш сум имала резерва, бидејќи тие се повеќе наменети нашите туристи да посетат некоја друга дестинација, отколку туристи од друга дестинација да дојдат во Македонија, бидејќи тие се функционираат на систем B2C, односно business to customer, не се B2B, затоа што многу тешко можат туроператорите да закупат фиксни седишта на тие линии, за да можат да донесат групи на туристи. Ја во голем број на научни истражувања, во кои што сум истражувал за ефектот на нискобуџетните дестинации во одредени дестинации, односно говориме колку тие можат да допринесат на приближување на дестинацијата од туристичка гледна точка, не сум можел да најдам некои позитивни резултати, но сум можел да најдам позитивни резултати кога се работи за миграцијата и кога се работи за одреден сегмент на бизнис подобрување, бизнис клима на дестинацијата. Сепак сметам дека субвенционирањето е добре дојдено во сегментот ако за истото имаме на крај мерни инструменти и одреден ефект, бидејќи сметам дека на 2 до 3 години системот на субвенционирање мора да еволуира, секако со одредени ефекти кои што треба да ги даде и да имаме уште поголеми подобрувања со задолжување на тие компании што треба да вложат во дестинацијата. Да, гледаме дека регионален шампион во туризмот е Албанија. Сега прашањето е што можеме ние да научиме. Значи, дојдовме до момент каде што треба да учиме од Албанија како да се менаџира туризмот. Според статистичкиот барометар на Светската туристичка организација во период јануари-јули 2024 е прва во Европа според посетите на странски туристи и втора во светот по Катар. Со раст на туристички промет за 128% споредбено со 2019 година.
Што тоа го прави Албанија, што не го правиме ние? Јас сакам да учам од секој кој што е подобар од нас. Помудар и стратешки посупериорен. Ако нашата стратегија за развој на СПА и медицинскиот туризам заврши во 2018 година и нема никаква евалуација кој што ни од ниту една институција која што ќе каже каков бил незиниот ефект и колку е применета и дали истата треба да продолжи, дали одредени ефекти или треба да се направи. Ако нашата стратегија за развој на руралниот туризам завршила во 2017 година, истото важи и за истата. Ако нашата стратегија за туризам завршила со продолжување и се останато кое што многу беше оспорувано од туристичкиот сектор во 2020-2021 година, а секако не биле предвидени ефектите од короната, бидејќи никој на светот не знал што ќе се случи тогаш. И сега во овој момент, 2025 година, ќе ловиме во матно, односно ќе дозволиме туризмот да ни се случува стихино, тогаш и тоа како имаме што да научиме. Што да научиме од Албанија, од соседна Бугарија, од Грција, од Косово, од Србија и од Босна и Херцеговина, која што според мене сметам дека ќе биде една од најбрзо растечките земји во наредните 5 години покрај Албанија, со подобрување на нивната инфраструктура. Колку ние вложивме за развојот на туризмот, односно за развојот на инфраструктурата во државата, за визната либерализација, за поголем број на летови. Ако знаеме дека во 2024 година на Тиранскиот аеродром дневно имавме повеќе од 160 летови, и ако го споредиме и компарираме со нашите аеродроми, и можноста за поврзување, па 1872-3 година пристигнал во Велес првиот воз од Солун. Дали ние имаме редовна линија за Солун? Сега. Како, освен тоа што ќе додат луѓето, со автомобил и со авион, колку ние имаме редовни линии што не конектираат автобуски, во каква состојба и која ни е просечната старост на нашите автобуси и нивната сигурност. Каде се нашите превозници кога ќе ги споредиме со останатите? Каде се обуката на човечките ресурси? И се останато што претходно го кажавме, еви ги точките каде што ние мораме да работиме. Но тука треба да имаме поголема политичка и државна волја со стратегија која што ќе биде долгорочна и нема да се негира се она што е направено претходно, дека се започнува од денес и тука. Ние многу пати на денешново интервју во емисијата кажавме што било претходно. Тоа што е добро треба да се прифати, да се надгради и да се подобри. Само на таков начин ќе можеме да додиме напред, а не да негираме се претходно што било, се со цел да можеме ние на некаков начин да се покажеме дека вредиме. Сметам дека многу треба да смениме во нашиот пристап. Ние како стручна и научна фила стоиме на располагање на државата. Јас многу верувам во Министерството за култура и туризам, бидејќи сум еден од поборниците истото да биде низ годините. Дополнително една моја да кажеме изрека вели дека туризмот треба да го развие Охрид, а не да го уништи Охрид. Тоа значи дека Охрид треба да биде достапен за поголем број пакети на 3, 5 и на 7 дена од различни дестинации и да не дозволуваме веќе ова што ни се случува со Коридор, па и со најава на некои туроператори од Полска кои беа редовни во изминатите години и создадоа туристички бум кој што одекна дури во регионот, бидејќи имавме едни од трите најдобри полски туроператори кои што подигаа чартери за Охрид, дополнително линија од Лот за Охрид и за Скопски аеродром, која што се сервисираше неколку пати во неделата, да дозволиме повторно да имаме само еден лет од Катовица за Охрид или истиот да биде подпрашен. Мораме да го ставиме прстот на челото и да се одважиме и да почнеме сите заедно да работиме. Бидејќи друго не ни останува. Да, тоа е најдобар совет, се разбира, и за туризмот и за секоја друга област. И ете, нека биде и една порака за крај. Господин Јаневски, ви благодарам за овој интервју. Се надевам дека некој слуша, дека некој нешто слушна, па како што велите, да не биде тоа што било, да не биде само автоматски отфрлано, туку
сите заедно да работиме за да ги унапредиме состојбите. Благодарам на поканата и се уште верувам дека 1 милијарда долари девизен промет од туристичката индустрија до 2028 година е реалност за македонскиот туристички сектор и сите заедно ако продолжиме да работиме, резултатите ќе пристигнат. Благодарам уште еднаш. Почитувани, ова беше Студио 10 на телевизија 24 и со ова интервју на Љупчо Јаневски ја завршуваме емисијата. Ви благодариме на довербата и на вниманието. Останете со програмата на телевизија 24.